И на предвремените парламентарни избори закажани за 11 декември, кои се очекува да бидат тешки како никогаш порано, владеачката ВМРО ДПМН, кога е во прашање Кочани, се одлучи за кандидатот Иван Иванов. И повторно му е доделена 11-та позиција на листата, што е подкрепа на оптимизмот дека во партијата и коалицијата калкулираат со 12 до 13 мандати. Имаме со што да се пофалиме. Позади нас стојат проектите кои се реализирани. Ќе биде презентирана најобемната изборна програма до сега, таму ќе има секако и нови проекти, така да, иако овие избори ќе се одвиваат во да речеме, воредно сложени околности, меѓутоа изборот на крајот е многу едноставен. Значи, граѓаните ќе треба да одберат помеѓу двете опции. Едната е онаа која што ја застапувам и јас и коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, а тоа е просперитетна иднина, отварање на нови работни места, отварање на нови фабрики, изградба на инфраструктура, на нови патишта, на нови спортски сали, на нови училишта и другата опција која што предвидува една неизвестна иднина за сите граѓани на Република Македонија. Крајната цел е да се освојат вкупно 63 пратенички мандати за стабилна влада. Целта е да се освојат 63 пратенички места, да се има стабилна влада, да се има стабилно мнозинство, со цел да не бидеме уценувани, за да сите проекти кои што се ветени во програмата се реализираат непречено. Верувам дека целта од 63 пратеници, ако не и повеќе, ќе биде секако реализирана. Иванов е роден на 11 август 1971 година во Штипа, основно и средно образование стекнува во Кочани. Потоа завршил Машински факултет во Скопје, пошто се вработува како професор во СОУ Гошо Викентиев. 8 години работи и во Мобиле. Политичката кариера ја гради во ВМРО ДПМН, каде од 2012 до 2015 година е председател на Општинскиот комитет, потоа председавач на Советот на Општината во 2013 и 2014 година. На последните парламентарни избори е избран за пратеник во Републичкиот парламент.